Самите карактеристики на биткоин, тоа што го кажав на почетокот на разговорот, дека представува симбиоза на 5 елементи, која ќе ги видиме тие карактеристики, ниту едно финансиско средство ги нема тие карактеристики. За да појаснам прво за гледачите, разликата меѓу фиат валути и пари. Фиат валути се тоа што користиме ние, денари, евра, долари и така натака. Тие се фиат валути, тие не се пари. Фиат валутите служат за размена на продукти и услуги. Пари од друга страна е злато, сребро, биткоин. Тоа значи дека кога чуваш одредена вредност, со тек на време ја одржава таа вредност и повторно можеш да направиш размена на продукти и услуги. Биткоин има најдобар перформанс на финансиско средство во историјата на човештвото. Зошто е посебен? Затоа што е, како што кажав, симбиоза на 5 елементи, енергија, потребни се компјутери, мајнери, рудари, популарно македонски речено. Тие користат електрична енергија за да ја осигураат мрежата на биткоин. После имаме таа нова технологија на блокчейн технологија. Што значи тоа? Тука нема простор за никакви манипулации. Во блокчейн технологијата има една изрека: не верувај, туку верифицирај. Значи немаме ние потреба да веруваме еден на друг, туку едноставно самиот блокчейн технологија е гарантор дека сите страни би биле задоволени и дека ќе биде цел тој процес ќе биде транспарентен. Исто така, економија спомнав. Зошто? Затоа што ние во Македонија генерално кога спредуваме на светски рамки имаме прилично лежерен живот. Сите имаме покрив над глава, колку толку повеќето, најголемиот дел од луѓе живеат релативно комотно, скоро секој има храна на масата, но меѓутоа има држави како Колумбија, како Венецуела се извинувам, што луѓето ги изгубија своите имоти, своите пари, своите заштеди, затоа што имаше хиперинфлација од 500 и повеќе проценти. Во тие држави биткоин е нешто што е сламката за спас. Така да во една таква ситуација луѓето поинаку гледаат на биткоин. И затоа биткоин, како што реков, е еден од тој елемент на економија и е исто така математика, што значи тоа кај биткоин е точно утврдено дека ќе постојат само 21 милион биткоини. И тоа не може никој да го промени. Моментално сме скоро на 20 милиони, 19 милиони и 800 илјади издадени биткоини. Ископани, популарно наречени, нели? Да, ископани, измајнирани. Така да, тоа е една многу јасна математика, веќе утврдена, и е така направен биткоин да го имитира златото. Што значи залихата ќе се намалува, но меѓутоа поборувачката, како што гледаме, расте и на крајот, што кажав, имот. Што значи? Тоа значи, замислете да можете вие вашиот имот, вашиот стан да го спакувате во еден телефон и тој имот да можете да го преносите секаде или да го пратите на некој трет, или едноставно сакате тој имот што го имате од телефонот ваш, која би се преселиле во друга држава, да си купите друг имот таму. И тоа е единствено финансиско средство што никој не може да го одземе од никој. Токму поради овие карактеристики ја има таа вредност и вредноста на биткоин е за многу се уште изгледа дека е премногу 100.000, јас велам не, туку напротив, мислам дека сме на почетокот и мислам дека растот за биткоин од ова гледна точка во наредните десетина, можеби 20 години е барем, ако ништо друго, пута 50 од оваа цена моментално.